Председателот на асоциациите на Еразмус координатори на Европската канцеларија за кариера Грегорис Макридис денеска одржа предавање на студентите и професорите за можностите кои ги нудат овие две асоциации, но и останатите фондови на Европската унија за реализирање на проекти од научната сфера. Целта е да се стимулира иновација меѓу европските фондови кои ќе ги користат сите земји на Европа. Оваа земја има право да учествува. Една од најатрактивните е во Еразмус програмата, а ја има и во други програми. Нашата цел е пред нашите колеги на универзитетот да зборуваме малку повеќе за можноста за искористување на европските програми и фондови, не само од програмата Еразмус, туку и од другите програми кои што ги нуди Европската комисија, како што е Horizon 2020, програмата за истражување, програмата за културна размена, некои други акции, можностите за вмрежување помеѓу универзитетите со цел нашата меѓународна видливост како универзитети, како истражувачи да биде зголемена. Макридис смета дека македонските универзитети треба да бидат поактивно вклучени во конференциите на Еразмус програмата, а програмата, како што рече, нуди мобилност на студентите и професорите, како и поголемо знаење и искуство во делот на научно-истражувачките проекти. Тој имал и средба со ректорот на Универзитетот Гоце Делчев. Боев се интересирал за можностите за остварување на соработка и вмрежување со други европски универзитети. Прашан дали македонските универзитети имаат проблеми поради политичкиот спор со соседна Грција, Макридис вели дека меѓу универзитетите постои соработка. Мислам дека соработката преовладува, ги разбирам споровите, но работиме и се надевам дека политичките проблеми нема да ја надвладаат соработката. Деканот на електротехничкиот факултет при Универзитетот Гоце Делчев во Штип Татјана Атанасова Пачемска забележува дека председателот на двете европски асоциации е гостин во Штип во рамките на проектот Математичка дебата, кој што официјално стартуваше на 1 декември 2016 година, а е поддржан од Еразмус програмата.